Здрава, другари, да удараме на кратко видео. Много луги ме замолия за VeChain. Другари, VeChain има дръже много добър market cap, 2,6 милиарди, що за нещо, що нема никакви информации како другите да се фалат. 2,6 милиарди, можем да кажем слободно дека е од тия што знаат што ќе биде VeChain и мал дел од нас европјаните што го имаме купено на времето. Инаку многу ретко е да најдеш некои добри, кажи го, информации. Еве тука може да видите VeChain горе десно го пратат 759,000 луѓе. Значи скоро милион луѓе го пратат, што е сериозна бројка. Кои си тие луѓе, што информации знаат? 759,000 е много голема бројка за нешто што дава толку малку информации. Трейд има за 24 сата, има купи-продај 80, има и повише, 88 милиона 969,000. Тоа е, другари, за оваков проект што никој не знае ништо, со сигурност е багимити пари. Некој да лупне 88. Сега дел од тие стаги 50% стварно има и луѓе што играат на оно, нели, кога ќе видат 2 нули, токени одат по 100, 200, 1000 all-in, нели, гемлинг. Али имат, еве да видиме, очекував дека ќе падне, ама не. Имат сериозна бројка на подржувачи на Twitter, на X, 611,000 е сериозна бројка на followers, че не е паднало. Имат активно community, 43,000, да гледат објавите, 40,000, 31,000, типо нешто тука експериментира. Имат да скинираш у маркет и ти дават награди. Немат кој знае какви информации, значи многу. Мислам, нема информации ја да ископам од познати геймери. Ево, одат, прават штандови, трудат се. Сега малку тука штандом ми празен стое. Значи, ако не са го сликале, ако са го сликале празен, значи не е ни бил пун. Бареме на слика. Немат кој знае колку големи подржувачи за преку маркетите да се скинира. Прават нешто, трудат се. Дали ќе биде Кина на Кина топ 1 избор за преку нив да се скинира секој производ и кога ќе се скинира да се покаже точно у колку сато е запечатено, од која компанија иде, кога е наберено, кога е посадено, сите тие информации само со скинирање на производ и они фактички со секој скинирање и користење на таа мрежа, преку нив сигурно на тај начин планираат да прават пари. Еве тука има адреси, имат околу 4 милиона 362,000, што е солидна бројка за нешто што многу малку информации дават. Активни адреси има 22 милиона за 24 сата, ако може да разберам. 22,738. Да, 22,738. За 7 дена 82,320. Тука адреси имат 11,000 со 6,000. Нови адреси имат 4,300 на 24 сата и 18,000 на 7 дена. Еве, расне, наместо да опаѓа, што е окей. Тука може да тие што ви интересира повише да ископат информации. Coinbase, тоа ќе ви покажем, исто е битно како гледате, значи на маркет, тука кој ете маркетс. Значи уште го има на Binance, уште го има на Coinbase, уште го има на KuCoin. На трите главни берзи го уште има. Значи ако го тргнат, ако почнат да го тргат, значи нема заинтересирани и тука више, значи проекто има проблем. На 24 часа 23 милиона е солидна бројка. Тука е на да не е Binance.USA 1 милион. Coinbase е 4, скоро 5 милиони, на KuCoin е 3 милиони. Значи тука на Binance е рас од 26%, тука е 5,5%, тука е 3,53%. А другите берзи не ги гледам, има го на 17 го има и повише сигурно. Значи, другари, уште, значи, не е умрел проекто.
али да се ризикува. Јас сум секојаш кажал на $100, знае се другари како и да работите. $30 биткоин, $30 Ethereum, $30 Cardano, $10 е VeChain. Вие не можете, другари, на информации од толку слаб карактер да ризикувате. Или тие што повише ви се ризикува, више имате биткоин и Ethereum натрупано, ставате едноставно $50, ово кажи го, на $100 ставате $25 Ethereum, $25 Cardano, $50 VeChain. Ама за тие што имате сериозно натрупано, да речеме, други коини и биткоин. Тоа е, другари, немам други информации, многу луѓе ме прашаа, треба да бидете предпазливи. Со години стоја проекто, ја бев го продел, земав здрава пари, се купив пан назад. Тај што е купил и што сте кеширале, сте направили профит, ама другите што само чекате, а не знаете кога да ги трейдате, затоа што не знаете да чартовите да ги гледате тука, например, како се движат и на тие пикови да успеете да продадете. Значи, на мали суми, гледате ли колку се сите тие се добри за да се трейдне. Така да треба да знаете што правите, ако не ви кажав тај влог, $100, 30 биткоин, 30 Ethereum, 30 Cardano, само $10 VeChain. Па ако ударите джекпот, гледате all time high беше 0.27, што е сериозно, може да се направат пари. Толку е бил пред 4 години, значи треба да се врне по сите правила на bull market, пред да, дури да речеме дека у најлоша ситуација, дека е се најлошо, другари, се најлошо, значи ќе ви кажам дека мора да се врне еднашка барем до приближно нешто, макар и 0.10, 0.15, пред да банкротират. Разбираш, мора да се врне да го изиграат китовите. Китовите најчесто биткоин, Ethereum и Cardano кои ќе го изиграат, одат тражат овакви компании што се познати, за да ги изиграат, не дека толку веруваат у него. Значи од биткоин, од Ethereum и Cardano се долеват тука пари, пумпат го на 0.10, на 0.15, 0.27 и вие треба да процените кога да го продадете. Тоа е, другари, кинески проекти, Кина знаете дека не ги интересира вие дали ќе вложувате или дали верувате у проекто. Тајни се со тие проекти и само они знаат. Сум кажал и од почеток што е плано. Тоа е, другари, други информации ако има, ќе ги постирам. Многу јутубери веши него ни зборат. Тук там некој го спомне, нели, као еве има шанси, ама тоа го спомнуваат и они имат доста чуват и чекат за профит. А иначе немат ништо спомнано општо корисно дека имат некој си кој знае каков прогрес. То 58% и некој ако е фанал не е малку. Значи ако го е купил на 0. Колку беше? Фактички на 0.01. Тоа е, другари, нема друг. Ако има нешто инфо, ќе снимам видео и ќе ви известам. Поздрав и чао.